Започнува изградбата на втората фаза од експресниот пат Градско Прилеп. Патот кој се гради во 3 фази представува инвестиција во висина од околу 60 милиони евра. Станува збор за еден од најкрупните капитални проекти, изградба на најзначајната патна артерија во регионот, долго барана од граѓаните. Во втората фаза од изградбата, која официјално почна денеска, ќе се гради делот од Градско преку Росуман се до Клучка Кавадарци во должина од 16 километри. Инвестиција која за оваа делница предвидува 23 милиони евра, средства обезбедени од фондовите на Европската Унија. За граѓаните на Република Македонија ова е значаен ден. Продолжува градежната офанзива која ќе ја подобри патната инфраструктура, која изминатите години беше подзаборавена и е во лоша состојба, потенцираше денеска пред присутните во Росуман премиерот Зоран Заев. Можностите за лесно конектирање, за поврзување, инфраструктурно поврзување меѓу градовите, селата и населените места на цела територија на Република Македонија и поврзување на земјата со земјите од регионот и Европа представува стратешки и врвен приоритет на владата на Република Македонија со еден единствен интерес од полза и за добробит на граѓаните. 270 милиони евра се обезбедени оваа година за изградба, реконструкција и рехабилитација на повеќе од 60 патни правци во должина од околу 800 километри. Тоа е сериозна градежна офанзива на патната инфраструктура во Република Македонија. Станува збор за проекти од голем, долгорочен интерес за економијата, за граѓаните, за идните генерации. Дел од проектите ќе бидат завршени оваа година. Дел ќе бидат започнати, но еден дел се очекува да бидат комплетирани во различни временски интервали следните неколку години. Работиме на тоа да обезбедиме вистински услови за сите граѓани да имаат сигурен, безбеден и брз транспорт. Доста беше изолација, ова е време за развој, поврзување и интеграција. Ова е време за граѓаните и нивните потреби. Потребата на граѓаните од овие делови на Вардарскиот регион, како и на граѓаните од Пелагонискиот регион, беше да добијат современ, брз, но и безбеден експресен пат. Експресниот пат ќе се гради по сите безбедносни и технички стандарди, а безбедноста на сообраќајот ќе биде на највисоко ниво. Согласно договорот, истиот треба да биде завршен во 2020 година, најави министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Оно што сакам да потенцираме дека владата и ние како министерство во соработка со јавното претпријатие за државни патишта вложуваме многу труд и време на изградба на оваа патна делница која е главна врска што го поврзува Вардарскиот со Пелагонискиот регион. Во таа насока сакам да нагласам дека во тек е изградба и на делницата од Реново до Фариш, проект каде што наследивме сериозни проблеми, но со многу посветеност ги надминуваме, што може да се забележи на терен, каде значително е зголемен интензитетот на работа. За последната делница проширување на патот од Прилеп до мост на Ленишка река и изградба на третата лента од село Беловодница до Каменолом во должина од околу 7,5 километри, оваа година ќе објавиме јавен повик за градење. Средствата и за оваа делница се веќе обезбедени од Европската Унија, што значи дека ќе имаме заокружено целата финансиска конструкција за изградба на овој експресен пат. Сметаме дека граѓаните заслужуваат да возат по модерен и безбеден пат кој значително ќе олесни комуникацијата и ќе го забрза транспортот на стоки и услуги. Оно што сакам да нагласаме дека заедно со јавното претпријатие за државни патишта овие 11 месеци максимално се посветивме на создавање на услови за да можеме да започнеме оваа градежна офанзива која во моментов се реализира низ цела држава и дополнително што ќе следи во наредните месеци. Еден проект завршува, друг почнува, тоа значи дека трансевропската транспортна мрежа, столбот на европскиот внатрешен пазар, добива форма. Денеска започнува уште една важна изградба, а Европската Унија секогаш знае да одговори на ваквите потреби, потенцираше пред присутните евроамбасадорот Самуел Жбогар. Експресниот пат во должина од 15,5 километри е дел од крак Д на коридорот 10, делница која оди од Велес кон Игуменица преку Прилеп, Битола, Лерин, исто така познат како Вија Игнатија. Коридорот 10 е најважната меѓународна рута која поминува низ земјата. Тој го поврзува регионот со останатиот дел на Европа. Ги поврзува сегашните и идните земји членки. Ние навистина очекуваме новиот пат да го потикне економскиот паст.
Тој ќе овозможи поголем транспорт и поголеми можности за бизнис. Ќе ја олесни мобилноста со намалување на застојот. Ќе осигура подрживи и пообезбедени патувања за економските оператори и за патниците. Во изминатите години ЕУ инвестираше близу 325 милиони евра во подобри патишта, железници и во целокупната транспортна инфраструктура во земјата. Над 100 километри автопатна мрежа е изградена или обновена. Освен тоа, 64 километри локални патишта и 16 километри пруга беа изградени. Исто така, 11 железнички станици беа обновени. Покрај премиерот Зоран Заев, евроамбасадорот Жбогар и министерот Цугаревски денеска во Росуман беа присутни и амбасадорите на Италија и Шпанија во Македонија, пратеници и неколку градоначалници, меѓу кои градоначалникот на општина Росуман Бранко Јанев, на Кавадарци Митко Јанчев и на општина Градско Роберт Бешовски. Од Росуман премиерот и евроамбасадорот најавија дека продолжуваат во Градско, каде ќе биде направена анализа околу реконструкцијата на железничката станица.